Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Две лица се мртви по пукотниците кои утрово ги вознемирија жителите на Скопско Волково. Одиме веднаш на терен во Волково е колешката Тамара Дичовска. Имаме во овие вести во живо. Тамара, кои се деталите, како се случило ова? Да, Александар, вистинска крвава драма се случило туку утринава околу 9 часот во Скопско Волково, нова улица 25, каде што се наоѓаме. Кираџија го убил сопственикот на куќата, каде што бил под кирија, го ранил и неговиот 16 годишен син, а потоа кираџијата кој пукал во сопственикот на куќата и во синот на сопственикот и самиот си пресудил. Дотука ми е дозволено да ја снимам, бидејќи како што може да се види зад мене, се уште трае увидот од страна на полицијата, како што може да забележат гледачите. Кираџијата кој што пукал живел во она сива како гаража која била направена како соба, додека сопственикот живел во куќата што е зад гаражата. Според кажувањата на оние први соседи кои што живеат лепенка до ова куќа, кираџијата пукал со пушка кон сопственикот, а детето, синот на сопственикот, кога ги слушнал пукотниците, се стрчал кон неговиот татко, а потоа и кираџијата пукал кон него, но во неговата рака синот е во стабилна состојба. Соседите велат дека досега немало расправи помеѓу нив, го познавали и кираџијата кој што живел тука, живел некои 2-3 години под кирија сам, но досега немало никакви проблеми, ниту пак сведочеле на некакви расправи, затоа беа зачудени и вџашени што дошло, која била причината да дојде до ова убиство. Како што, да, можеше да се забележи телата, двете мртви тела се уште стојат во куќата. Тука сега пристигна и другата увидна полиција која што треба да направи увид, затоа и не ни е дозволено да снимаме оттаму. Според соопштението на МВР, денеска околу 9 часот во СВР Скопје било пријавено дека во село Волково Скопско имало пукање од огнено оружје, при што неколку лица биле повредени. Полициски службеници излегле на местото и било констатирано дека РЦ и МН од здобиените повреди починале на местото. Лекар од итната медицинска помош констатирал смрт. Со повреди се здобил еден малолетник кој бил пренесен во комплексот клиники Мајка Тереза за укажување помош. Како можен сторител на настанот се посочува МН, се преземаат мерки за расчистување на случајот. Ова е соопштението од МВР со деталите околу убиството кое што се случи тука утринава, било пријавено во 9 часот во полиција. Ние разговаравме со лекарите и откарил каква е состојбата на малолетникот, односно синот на сопственикот кој што бил повреден, му е пукано во раката, но тој сега се наоѓа во стабилна состојба, па во продолжение ја слушаме и изјавата. Пред неполни 10 минути е примен пациент кој што е од огнестрелно оружје. Во моментот се прават исследувања кај тој пациент. Генерално состојбата е релативно стабилна и пациентот после испитувањата ќе продолжи лекување веројатно на клиниката за пластична хирургија. Да, мотивот за убиството се уште не е познат, која била причината кираџијата кој што живеел тука неколку години да пука во сопственикот да го усмрти, но и да го повреди неговиот малолетен син. Тој живел тука сам во оваа соба која што се наоѓала под куќата на сопственикот кој што сега веќе е мртов. Како што напоменав, соседите велат дека станувало збор за мирни луѓе кои што досега немало расправи. Сепак тие не сакаат да зборат пред камера, но кажа утринава ги разбудиле буквално оние пукотници кои што се случувале на ова улица 25. Ние остануваме тука, секако целосниот извештај ќе го имаме
во вестите во 16 часот. Така е, Тамара, ова е тема која што тек ќе се развива, остануваш на терен да ги проследиш сите детали. Ние остануваме во живо, но се селиме на сосема друга тема. Последната состојба за здравствена состојба на повредените во пожарот во Кочанската дискотека Пулс ја има колешката Сања Димитровска, која што утрово ја следеше и пресконференцијата на министерот за здравство. Сања, каква е состојбата на повредените пациенти? 16 пациенти кои беа повредени во пожарот во Кочани денеска заминуваат на домашно лекување, како што кажа министерот Таравари. Кај нив, пред да бидат направени болничките исписи, се направени сите оние неопходни токсиколошки анализи. Со денешните исписи на скопските клиники остануваат 10 повредени од трагедијата во Кочани, 10 пациенти има во градската општа болница 8 септември, 10 пациенти има во хируршката клиника Свети Наум Охридски и 8 пациенти се во приватните болници Жан Митрев и Аџи Бадем Систина. Меѓутоа, ова е состојбата на повредените кои што се во хоспитализирани во нашата држава. На лекување во странство има 115 повредени и како што кажаа здравствените власти, она што го координираат на кризниот штаб е тоа како да се одвива процесот на враќање на овие пациенти кои што се со подобрена здравствена состојба. Оваа недела ќе има 8 такви пациенти кои што ќе бидат вратени во нашата земја. Меѓутоа, исто така враќање на пациенти од странските медицински центри ќе има и наредната недела. Предлагам овде да ја слушнеме изјавата на министерот Таравари. Оваа недела очекуваме 8 пациенти да почнат да се примаат прво во клиниките кај нас. Триажата ќе се направи од клиниката кај што е примена, па потоа ќе се испрати во клиниката кај што треба да седи пациентот, односно да се лекува. Сигурно минимум престојот ќе биде ден до 2 и после тоа ќе бидат пуштени дома. Значи нема да оставиме ништо на случајност. Во моментот 4 пациенти се покритични од тие што се лекуваат надвор од државата. Да се надеваме дека и нивната состојба ќе се подобри. Иако велам 4, вчера беа 5, денеска се 4. Повторно ви велам дека сме во фаза на инфекции кои што може да се јавуваат кај пациенти со изгореници од 2-3 степен. Можни се и секакви компликации, меѓутоа да се надеваме на најдоброто, бидејќи екипите, нашите колеги надвор од државата и тие даваат свој максимум за да имаме што подобри резултати во лекувањето на пациентите. Јас се надевам дека половина од пациентите ќе се вратат барем за 2 недели, ќе бидат во државата. Кај некои веќе се прават и други оперативни зафати на кожата и се што треба. Меѓутоа, пуштањето на пациентите на домашно лекување не значи дека овде завршува нивниот процес на медицински третман. Тие ќе имаат потреба од почести контроли, од почести превраски, за да не доаѓаат во Скопје. Она што го планираат здравствените власти е тимови од пластични хирурзи и од кожни лекари да одат најверојатно во Штипската болница, каде што ќе гледаат што им е се она што им е неопходно на овие повредени кои што беа од трагедијата во Кочани. Меѓутоа, за тоа здравствени власти кажаа дека дополнително ќе информираат како ќе оди тој процес. И за крај да напоменам дека министерот за здравство ги демантираше оние информации по социјалните мрежи дека дава оставка и како што кажа Таравари останува да биде министер за здравство. Сања, ти благодарам за сите овие информации. Беше тоа Сања Димитровска која што известуваше за состојбата на повредените по пожарот во Кочани. Црвениот крст утрово информираше дека собрал повеќе од 54 милиони денари во фондот за помош на настраданите во пожарот во Кочани. Од таму велат дека многу брзо средствата ќе се најдат на сметките на оние на кои им се најпотребни. До овој момент во Црвениот крст на Македонија се собрани вкупно 54 милиони 029 929 денари. Упатувам голема благодарност до сите кои донира граѓани, компании, здруженија на граѓани, локални самоуправи, државни институции и други домашни и странски донатори. Сакам да ви известам воедно дека Црвениот крст е во фаза на интензивна подготовка за исплата на собраните средства наменети за настраданите од пожарот во Кочани согласно законските прописи.
Почитувајќи го Законот за заштита на личните податоци, согласно член 4 од истиот, Црвениот крст потребно е да обезбеди согласност за обработка на личните податоци од секој примател на средства. Денеска со одлука на раководниот одбор на Црвен крст на Република Северна Македонија се донесе одлука за секој настрадан да се исплати сума од 150.000 денари како првична финансиска и наитна помош. А од СДСМ утрова обвинија за селективно водење на истрагата за пожарот. Од партијата прашуваат зошто меѓу осомничените не е актуелното раководство на полицијата во Кочани и во Штип, бидејќи сметаат дека и тие имале своја одговорност. Од досегашниот правец на истрагата, информациите кои се соопштени во јавноста, СДСМ стравува дека ова истрага ќе биде селективна. Откако министерот Тошковски извести дека првата фаза од истрагата е завршена и се сомничат 32 лица, денес тој и обвинителот Коцевски мора да одговорат на следните легитимни прашања кои се наметнуваат во јавноста. Дали е точно дека ниеден од командирите, инспекторите и раководството на БЈБ и МВР во ОВР Кочани и СВР Штип, кои мора да знаеле што се случува, не се во притвор? Дали и против кој од нив се води истрага? И ако не се води, како е возможно да не се истражуваат лица кои вечерта биле на одговорни позиции со должност и овластување да реагираат, но не го сториле тоа? Дали е точно дека сите 7 вработени во МВР, кои се моментално во притвор, не биле на функции во денот на пожарот во дискотеката? Опозицијската ДУИ вели дека нема да молчи, бидејќи нивниот поранешен министер Крешник Бектеши е еден од осомничените за Кочанската трагедија. Од партијата сметаат дека истрагата не се води добро и дека Бектеши не треба да одговара. Од првиот момент на трагедијата, додека пожарот се уште не беше изгаснат, додека граѓаните во шок бара одговори и надеж, гледавме како врвот на власта, наместо да сочувствува, започна политичка хајка. Наместо со информации, излегува со обвинувања. Наместо со смиреност, со закани. Се впери прстот кон другиот, кон минатото, кон тие што не се дел од нив. Без да почекаат фактите, ја активира машинеријата за префрлање вина. Се конструираше приказна според која лиценцата на дискотеката, дадена години предходно за кабаре, стануваше основа за апсење на поранишен министер со лисици, камери и насловни страници, се вели во соопштението кое што утрово го испратија од ДУИ. Премиерот Мицкоски вели дека протестите се демократски начин за изразување на гневот и револтот по трагедијата во Кочани. Пред Пладнево од Радовиш рече дека е свесен за проблемите со кои се соочува системот, но и подготвен да вложи многу во надминување на состојбите. Од граѓаните побара смиреност и фокусираност. Протестите се демократска алатка на изразување незадоволство. И јас сум нервозен, верувам дека и вие сте незадоволни, сите ние сме незадоволни од сето тоа што се случува и тука не треба да имаме дилема. Работите ги решаваме и ќе продолжиме да ги решаваме. Многу работи изминативе 9 месеци како избрана оваа влада се реши. За многу работи оваа влада беше браник. Да не дозволиме да продолжи понижувањето, разграбувањето, националното уништување на Македонија. И токму тоа е за тие политички глодари проблем кои што сакаат преку овие протести да добијат некој политички поен, па гледаат шанса. Јас апсолутно се придружувам на изразувањето револт и гнев, затоа што уште многу работи пред нас останаа да се решат, но ќе се бориме до последен атом енергија кој што го имаме да исправиме нешто во името на идните генерации кои што доаѓаат.
Почна исплатата на првите пари од предфинансирањето во рамки на инструментот за реформи и раст од Европската комисија. Траншата е во висина од 52,4 милиони евра, односно 7% од вкупната вредност на финансиската поддршка, која за Македонија е во износ од 750 милиони евра. Земјава е прва од регионот која ги доби средствата од планот за раст. Како дел од реформската агенда, македонската влада пред 10 дена испратила и барање до Брисел за ослободување на дополнителни 17,1 милиони евра за имплементација на реформите со рок до декември годинава. Пристигнувањето на средствата од предфинансирањето во рамките на инструментот за реформи и раст од страна на Европската комисија значајна вест за нашата земја. Траншата е во висина од 52,4 милиони евра, односно 7% од вкупната вредност на финансиската поддршка, која што, како што знаете, за нашата земја е 750 милиони евра. Ова исплата е воз основа на барањето за предфинансирање, за кое во ноември минатата година известивме дека како национален координатор за реформската агенда го потпишав и го доставивме до Европската комисија. Со ова, Северна Македонија стана првата земја во регионот која ги доби овие средства, откако предходно ги презеде сите неопходни чекори, односно ги заврши правните процедури, а тоа значи дека договорот за заем и договорот за грант веќе се стапени во сила. Во Скопскиот кривичен суд денеска продолжи судењето за убиствата на Вања и Панче. На прашањето од судијата одговора обвинетиот Велибор Манев, кој на претходното судско рочиште се соочи со Палевски. Тој детално ги објасни грабнувањата и убиствата на пензионерот од Велес и девојчето од центарот на Скопје. Кажа дека во двете лица со пиштол пукал Палевски, а за тоа не кажал никому, зашто се плашил за својата и безбедноста на семејството. Денешното судење треба да продолжи со распит на обвинетиот Боре Видевски, кој според обвинението ги совладал жртвите. Прво влегол во домот на велешанецот Панче и го турнал во неговиот дом, а 14 годишната Вања ја совладал на излез од зградата каде што живеела. Наша екипа го следи ова судење, детали имаме во следното информативно издание. 41.000 килограми небезбедни сувомеснати производи се запленети од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Како што соопшти оттаму, пронајден е див магазин за храна во Скопско Маџари, кој не бил регистриран во агенцијата. Сувомеснатото било со зголемено количество на фосфати, за кое компанијата имала решение за нештетно да ја уништи храната. Дополнително, во дворот на дивиот магазин запленето е и комбе во кое биле пронајдени дополнителни 360 килограми сувомеснато. За расчистување на овој криминал во рамки на постапката, а со цел прибавување на сите потребни информации, агенцијата спроведе контрола и кај увозникот на небезбедните сувомеснати производи затекнати во дивиот магазин. Обезбедена е целокупната документација за реализираните увози, како и за следливоста на пратките за период од последните 6 месеци. Со анализа на документацијата утврдено е дека дел од производите биле со зголемено количество на фосфати, што било потврдено со лабораториски наоди од земени мостри од пратките кои се увезувале во земјава, а кои биле анализирани во рамки на мониторинг програмата за храна од увоз на Агенцијата за храна и ветеринарство. Пратките со небезбедни сувомеснати производи биле складирани кај дистрибутерот во дивиот магазин, кој имал законска обврска да ги уништи, но не го сторил тоа, односно за нив од страна на овластена депонија му била издадена фиктивна потврда за уништување на небезбедните производи, велат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Компанијата заработи парична казна од 18.000 евра, а одговорното лице на операторот е казнет со 1.500 евра. 44 годишен скопјанец најверојатно ќе оди во притвор откако полицијата го фатила по тешка кражба во менувачница во Скопската Стара Чаршија. Како што утрово информираше обвинителството, крадецот минатиот четврток искористил момент кога вработениот на кратко излегол од менувачницата и успеал да украде сума од 10.000 евра. Но полицијата реагирала брзо и го фатила. Обвинителството сега го гони за кражба и бара 30-дневен притвор. Оттаму велат дека станува збор за лице со подолго криминално досие, за кое се водат постапки и за други кривични дела. 4 лица се повредени во тешка сообраќајна несреќа која вчера пред полнок се случила во Кавадарци. Според информациите, во сообраќајката учествувале 2 автомобили кои на крстосница во градот директно се судриле. На местото веднаш пристигнала медицинска екипа која повредените ги пренела во болницата во Кавадарци. Нема информации за нивната состојба.
Вести од светот во избор на Марија Ников.